Денес завршуваат 30-дневните рамазански пости, а утре е Рамазан Бајрам, еден од двата најголеми муслимански празници. Што значи ова за муслиманите? За телевизија Стар одговара Ердован Ф. Шабановски, оџа во Кадин Ана џамијата. Последниот ден на месецот Рамазан секогаш носи мешани чувства, бидејќи од една страна се радуваме како верници, како муслимани дека сме го испостиле овој месец, дека сме го поминале во ибадет, а од друга страна жалиме или тагуваме бидејќи овој месец на сплотеност, овој месец на милост веќе ни завршува. Овој месец не учеше да бидеме ние едни со други сплотени, да си помагаме и да бидеме поблиску кон Бога. И истовремено денеска една традиција која што се прави во Штипе, тоа освен нели што и живите го празнуваат това, треба да се посетуваат и оние кои што поминале од овој свет, а тоа се нашите покојни. Рамазан Бајрам трае 3 дена. И во нив обичајот е следниов. Обичаите се тоа што најпрво верниците е препорачливо да се капат, значи да облечат чиста облека заедно со нивните деца, особено доаѓаат на бајрамската молитва кај нас, тоа е традицијата, а некаде има и нели и жени кои што одат, а кај нас традиција да доаѓаат само машките и со нивните деца доаѓаат овде, потоа после извршувањето, после обредот на бајрамската молитва, се поздравуваме едни со други, си го честитаме бајрамот, а сопругите или нашите жени остануваат во нашите домови, приготвуваат доручек, каде што се враќаме во нашите домови и таму седиме заедно на еден доручек, па потоа се излегува по роднините, по пријателите, по оние кои што се постари од нас, се бакнува рака и се кажуваат зборовите Бајрам Шериф Мубарек олсун или Бајрам Мубарек олсун. Рамазан Бајрам значи и хуманост, грижа за блиските, сиромашните и сите кои се во неволја. И Рамазан Бајрам е не само Рамазан Бајрам, но туку низ целиот Рамазан муслиманите имаат и една друга должност, а тоа е да даваат садака и фитр, и тоа е милостина. Оние кои што имаат, им даваат на оние кои што немаат, за да можат и оние кои што немаат да почувствуваат дека се во празнични денови. Но ова не е ограничено само со Рамазанот или само со овој месец. Тоа треба да се прави низ цела година, но овој чин е особено, значи, заповедан за да се направи во овој месец. Вториот голем празник, Курбан Бајрам, годинава е на крајот од мај и почетокот на јуни.